Мејата сабота зборував за Откровение 13 глава, докажавме како, односно покажавме на кој начин пионерите на адвентизмот, уште во средината на 19. век, кога Америка била далеко од тоа да биде светска сила, далеко од она што е денес, кога Америка била евентуално рамноправен партнер на индијанските племиња, со кои што војувала се уште, кога била уште цели 100 години подоцна била се уште нерасположена да го прими папата на своја територија, пример во времето на Кенеди, а камоли значи 100 години пред тоа, во времето на пионерите на адвентизмот. Со други зборови, тогаш кога Соединетите американски држави изгледале се спротивно на ова што е денес, тогаш рекле, начело со Ендрюс, адвентистите, дека Америка е вториот звер. И видовме зошто и како. Зборувавме за ликот на зверот. Ликот е нешто што Конгресот, како представници на народот, демократски ќе го изгласа и ќе го, на тој начин ќе го, како што велеше Откровението, ќе го оживее, ќе му даде дух. И тогаш самиот лик ќе биде тој што ќе прозбори и ќе направи да бидат убиени сите, кои што нема да му се поклонат. И рековме што представува тој лик, сојузот помеѓу црквата и државата. Тој лик представува копија на папската власт во средновековна Западна Европа, сега на американска територија. Изгледат работи дека се движат во тој правец? Се разбира. Еве, денеска последна вест што ја видов на интернет беше дека синот на познатиот евангелистички пастор Били Греем, и тој е се уште жив, ама таму 90 и кусор години, но сега неговиот син станува популарен во протестантскиот свет, како популарен говорник, се вика Франклин Греем. Ја од пред некој време читам за некои негови активности, случајно така што ми доаѓа, не дека се интересирам, многу. Последната вест што прочитав е дека тој ќе направи голема турнеја по Соединетите американски држави, по разни сојузни држави, повеќувајќи ги христијаните, сите што ќе го слушаат, значи, на тие негови јавни говори и собери, секогаш да гласаат за такви политичари кои што се христијани, кои што ќе ги застапуваат христијанските вредности. Значи, такви конгресмени, такви председатели, Трамп се представува за таков, се представува за другар на Путин, за христијанин, за оно што ќе ги врати христијанските вредности, за они што го мрази сето ова друго. Иако сето тоа изгледот може да лаже, и се уште важи оно што го рече Елена Вајд, кога гласаме за луѓе, не знаеме за кого гласаме. А кога гласаме на референдум, тоа е веќе друга работа. Тогаш знаеме за што гласаме. Тогаш навистина народот се прашува и секоја шанса, секој референдум треба да се искористи, понекогаш и треба да се бара референдум за некој работа. Бидејќи тогаш народот навистина одлучува. А кога се работи за човек, тоа може да биде манипулација. Тоа секогаш е манипулација и ретко може да се случи да биде исправна одлука. Но, за жал, работите се одвиваат во тој правец. Јас дори реков, зашто мејатата година Американскиот врховен суд го донесе тој Содомски закон. Се разбира се уште додека е некој содомјанин
жител на Белата куќа. Ја не верувам лично, зашто повеќето суди во Врховниот суд се католици. До ден денес се уште се католици. Јас верувам дека намерно донесоа Содомски закон за да се предизвика реакција. Кога се предизвика реакција, критична маса, револт од страна на протестантите и католиците како граѓани, многу побрзо ќе се дојде до остварување на сојузот меѓу црквата и државата. И Америка да не ни изненади ако за кратко време чуеме дека Соединетите американски држави ќе бидат прогласени за христијанска нација. Јас лично не верувам дека Трамп ќе биде избран, но ако биде, тоа може да се случи во негово време. Сојузот меѓу црквата и државата. Господ знае како и што се случува таму кај нив, како и што се случува во Москва, во Тел Авив и во другите центри на тајните служби. Ние сме повикани да бидеме верни денес. А што ќе биде утре и до кога ќе трае сето ова и дали ќе се случат работите побргу или ќе бидат повторно одложени и милоста ќе се продолжи, тоа оставаме во негови раце. Што се однесува до големите неволи сега пак, повторно се враќаме на 144 илјади, меѓуто како едно продолжение на таа тема од претходната сабота, би сакал да прочитаме еден текст што се наоѓа запишан во 15-та глава од Откровението. Значи, после 13-та, која што ја проучувавме, односно, вториот дел од 13-та глава, ја прескокнуваме цела 14-та, која што зборува за 144 илјади и за она што следува, и за тројната ангелска вест, и за она што следува, а следуваат големите неволи. Втората половина 14 глава зборува за големите неволи. И доаѓаме до 15-та глава, која што пак е пред 16-та, а 16-та зборува за шо? За 7-те последни зла. А што повторно значи што? Големите неволи. Но има тука еден интересен стих на почетокот од 15-та глава. Ја би сакал да го прочитам и првиот и вториот. Внимавајте. И видов друг знак на небото, голем и чуден. Каков знак? 7 ангели, што ги држаја 7-те последни казни, вели овој превод. Зашто со нив ќе се заврши Божиот гнев. Страшно нешто. 7 ангели се одредени да го излеат Божиот гнев врз оваа планета. И после оваа сцена, која што повеќе се надоврзува на претходните зборови, значи на казните што веќе 14 глава ги споменува после тројната ангелска вест. Вториот стих вели: и видов нешто како стаклено море, измешано со оган. И оние што го победија зверот, и ќе речем неговиот лик, не биста, скоро сутната верзија на ревидираниот превод. Каква биста, какви бак не враќаат во комунизмот. Оние што го победија зверот и неговиот лик, они за кои што зборевме во 13 глава. Оригиналот вели
икона на грчки. Икона на грчки значи слика. Да, тоа е веќе жигот. Значи, на тоа стаклено море, Јован сега гледа измешано со оган, значи, внимавајте овој стих, измешано со оган. Јован сега гледа и оние што го победија зверот, се вели, тоа е антихристот, и неговиот лик, тоа е нешто друго, што беше тоа? Тоа беше, значи, сојузот меѓу црквата и државата во Соединетите Американски држави. Неговиот белек, значи жигот на зверот. И бројот на неговото име. Стоја на тоа стаклено море и има харфи Божи. Кои се овие луѓе? Кои се оние што го победија НАТО пактот, Соединетите Американски држави, новиот светски поредок, Ватикан, жигот на зверот, последното големо искушение што ќе биде наметнато врз овој свет. Се разбира, тоа ќе биде духовно искушение, например, неделен закон, кој што ќе ве тера да ја кршите Божијата заповед, но сигурно дека технолошки ќе биде спроведуван на начин на кој што веќе се најавува. Дали со микрочипови, дали импланти и не знам какви други глупости нивни. Јас велам дека ние треба да се спротивставиме на секоја таква иницијатива. Без оглед дали тука има или нема неделен закон. Нешто со сила некој да ви става нешто под кожа, тоа е фашизам и тука треба безкомпромисно да се спротивставиме. Да, на почетокот нема да биде со сила, ништо. Затоа на почетокот ќе постојат само малите неволи. Ќе постои време кога ќе може да се живее и понатаму, ама не баш како што сме навикнали до сега. Ке што ќе треба да научиме да живееме како амишите, например. Колку долго ќе биде па тоа време не знаеме, но ќе постои така еден прозорец, како што велат самите американци. Значи, еден период кога нема да биде ускратена секоја земска поддршка, значи отворено прогонство, како во големите неволи, што ќе уследат подоцна, но нема да биде ни овака комотно како сега. Ни фали нешто, скокни до Пингвин, до Гама Маркет, до Веро, до Супер Тинекс и така нато. И тоа ќе биде чао регаци. Тилко ќе треба да живееме како трајче. Ќе садиме нешто во Уганда за да преживееме. Колку долго ќе биде па тоа? Знаете, деновиве се пронесе една друга вест, дека амишите денес, направено истражување, амишите во Америка немаат никој од нив, значи 0%, буквално никој од нив нема ниту рак, ниту диабетес, ниту сите овие денешни болести. Повторно, малигни болести особено. Ниту се тоа се разбира. Случајно или не случајно? Ништо не е случајно. Кои се овие луѓе што ќе ги победат најголемите сили на овој свет, соединети начело со самиот ѓавол, они кога тие го обожуваат и кому му се клањаат? Тие стоја на стакленото море и има харфи Божии, и третиот стих вели, и ја пеа песната на Мојсей, Божиот слуга, и песната на јагнето, велејки: големи и чудесни се делата Твои, Господи Боже Содржителе, праведни
и вистините се твоите патишта, царе на народите. Кој нема да се уплаши од тебе, Господи, и неке го прослави името Твое, зашто само Ти си свет. Пајте само, што велат 144 илјади, бидејќи овие си тие. Јас го давам одговорот на тоа прашање. Само Ти, Господе, си свет. Значи нема свети Отец, Папа. Ова не е случајно што е овде напишено. Значи, Антихристот ќе биде некој кој што ќе бара од луѓето да го признаваат за ни помалку ни повеќе со истата титула што ја носи само Небесниот Отец. Свет Отец. Запечените ќе речат само Ти си свет, Господи. Зашто сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе, бидејќи се појавија Твоите праведни судови. Ова ќе биде страшно, Господовиот ден ќе биде страшно, но истовремено славно време. Тогаш Господ ќе интервенира. Како што пишува на многу места во Стариот Завет. Народите велат, каде е Господ? Па спие, па го нема. Но тогаш Господ ќе интервенира. Тогаш ќе ја покаже својата сила. И тогаш горко, вели Софонија, ќе заовка. Дури и јунакот. И тоа не овие измислениве филмски јунаци, туку вистинските. Тогаш горко ќе заовка и јунакот. Зошто се вели ја пееја песната на Моисеј и песната на јагнето? Што представува ова искуство? Да се вратиме во врска со нив во 7 глава, 14 стих. Откровение 7:14. Значи, прво, еден од старешените прозбори им праша, Јован ко вели ова, оние облечени во бели облеки, кои се и од каде дошле? А јас му одговорив, ти знаеш, Господине. Многу паметно. А тој би рече, тие се што дојдоа од големи маки. Или некои преводи велат големи неволји. Тие ги испра облеките своји и ги избелија со крвта на јагнето. Затоа се пред престолот на Бога, кому му служат во неговиот храм и дење и ноќе. Елена Вајд ќе каже нешто посебно во рани списи, во незината прва визија. Каде што Господ вели само 144 илјади ќе влезат во тој храм. На гората Сион, во небесниот Ерусалим. Читате рани списи. И понатаму што вели? И оној кој седе на престолот ке се всели во нив и нема веќе ни да огледнат, ниту пак да ожеднат, нив нема да ги пече сонцето, никаква горештина. Чи ова денес ке шо го имаме. И допрва што следи, бидејќи јагнето кое среде престолот ке ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ке им ја избрише секоја солза од очите нивни. Многу што од ова се однесува за сите, но специјално се однесува некои работи само за 144 илјади. И би сакал за денес да завршам со еден цитат од големата борба и ќе оставиме да продолжиме некоја наредна сабота, сега која ќе биде тоа, веројатно после света вечер. Големата борба, оригиналот 648-649 страница. Еве што вели Елена Вајд. Значи при крајот на книгата. На кристалното море, кое што е пред престолот, на стакленото море,
Значи, еднаш го нарекува кристално, еднаш го нарекува стаклено, како во Библијата. Кое што изгледало измешано со оган. И сега прави една мала дигресија и вели, толку оцјајуваше Божијата слава. Значи, зашто изгледа измешано со оган стакленото море? Што оцјајува од славата Божија. А славата Божија доаѓа од каде? Од престолот. Таму каде што се наоѓа Отецот. Значи, пред тој престол, на тоа кристално или стаклено море, се собрани во мноштво оние кои што го победија зверот, неговиот лик, неговиот белек и бројот на неговото име. Што представува бројот 666? Нешто што денес во Ендрус и во Нјуболт не го знаат. Морам да речем така за да ги посрамам, бидејќи не сакаат да го знаат намерно. Библијата вели бројот 666, Откровение 13:18. И овдека, во 15 глава Откровение, и на други места, е бројот на неговото име. Значењето на тој број треба да го бараме во името на Зверот. Ако го бараме надвор од името, сме на погрешен терен, погрешно толкување. Заедно со јагнето на гората Сион, имајки харфи Божи, тие стојат, се ова Елена Вајд го вели во големата борба, кај што цитирам, тие стојат 144.000 кои што се откупени од луѓето. И одеднаш се слуша како глас на многу води и како глас на силен звук, на силен гром, се извинувам, како глас, и сега се повикува на 14 глава, првиот стих, да видиме како е тука во нашите преводи. Како глас, вели вториот стих, на харфисти што свират на харфите своји. Продолжувам со цитатот од големата борба, 648-649 страница. И тие пеја нова песна пред престолот. И сега Елена Вајд вели, песна која што никој не може да ја научи, освен 144.000. Го пишува некаде во Библијата? пеат нова песна која што никој друг не може да ја научи, освен нив. Зошто е тоа така? Само да го довршам цитатот. Тоа е песната на Мојсеја и на јагнето, вели самата таа. И што представува тоа? Што е таа песна? Зошто само тие ја знаат и никој друг? Да. Искуството кое што ниту една друга група на луѓе не го имала никогаш. И сега го цитира повторно третиот стих од 15 глава. Тие се оние кои што го следат јагнето каде и да оди. Тие биле земени, вознесени од земјата, од живите, и се сметаат како првенци на Бога и на јагнето. Тоа се оние кои што дојдоа од голема неволја, од 7 глава стигот што го прочитавме,
кои што поминале низ времето на неволи, какво што никогаш не било откако постои народ во овој свет. И сега Левајд кажува прв пат нешто што го пишува во Библијата, во книгата на пророкот Еремија. Меѓутоа, прв пат тоа го научила во една незина визија. Ги споменува така наречените Јаковови маки. Тие ја издржале агонијата на времето на Јакововите маки. Тие стоеја без посредник. Ова не зашто проучувавме порано. Тие стоеја без посредник. Значи, повторно како да се и они сами, како и Христос, во Гециманија. Сепак разликата е голема. Тие се со Светиот Дух. Тие се со Божијата сила. Но ќе се чувствуваат како да се и они сами. Ќе поминат низ голема душевна агонија. Значи, стоја без посредник во времето на конечното излевање на господовите судови. Тие се оние казни од првиот стих 15 глава. 7 ангели, кои што треба да го излеат Божиот гнев врз оваа планета. Но тие беа избавени затоа што ги испраа своите облеки и ги избелие во крвта на јагнето. Во нивните усти не се најде измама, тие се без дамка, без мана пред престолот Божиј. Затоа се дење и ноќ пред престолот Божиј и му служат дење и ноќ во неговиот храм. И оно што седи на престолот ќе се всели во нив. Тоа се алузии, значи, на библиските текстови што ги прочитавме. И сега овој цитат Елена Вајд го завршува со нејзина реченица. Тие се оние кои што ја видоа земјата опустошена, вели, од глад и секакви болести. Замислите, 144.000 ќе живеат низ време, ќе поминат низ време, не знаеме колку долго, кај што насекаде околу нив ќе гледаат што? Пустош, разорување и болести. Ќе се исполнат зборовите на псалмистот. И јадници ќе паѓаат покрај тебе. 10.000 покрај твојата десна страна. Но до тебе нема да се допре. Зошто? Бидејќи ќе бидеш запечатен. Прекрасни зборови. Тие се оние кои што видоа како сонцето ги пече луѓето со огромна, силна горештина. Оние кои што издржаа и неволи, и страдање, и глад, и жет. Че ќе бидат и 144.000 ќе бидат кушани и со страдање, и со глад, и со жет, иеко нема да умрат, како и Јов. Злото нема да има власт да се допре до нивниот живот, да го одземе нивниот живот. Зошто ова време на големи неволи, времето на излевањето на 7 последни зла, значи 16 глава со која ќе продолжиме нареден пат, може би следниот месец, зошто се наречени Јаковови маки? И нека биде еден вид библиско прашање, домашна задача. Каде во Библијата се споменуваат Јакововите маки? И ќе го одговориме, ако даде Господ живот и здравие, во иднина. Нека му е фала и слава вечно. Амин.